После неполни 6 месеци работење на нацрт стратегија за едно општество за сите интеркултурализам, денеска дојдовме до една финална фаза, каде што се представува ваквиот нацрт документ, согласно кој ќе се отворат неколку вида на дебати, за да може и да биде конечно утврден. Тоа е документ толку важен за нашата мултиетничка земја, која што треба да биде навистина урнек и пример за многу земји, кој што мултикултурализмот, интеркултурализмот се нивна одлика. Верувам дека како успешен модел ќе можеме трајно да го вградиме во системот на нашето заедничко живење, во ова наша заедничка земја, заради тоа што живееме во 21. век, еве на крајот на втората деценија од овој век, верувам дека ваквите работи се повеќе и повеќе ќе значат надминување на поделбите, на конфликтите, на омразата, на сето она што беше типично за едно минато време, за да можеме така здружени заедно да се посветиме на вредности кои што се важни за сите граѓани. А тоа е квалитетен економски живот за сите, рамноправни институции, еднакво граѓанско општество во кое што буквално сите ќе се осеќаме своји на своето во една наша заедничка земја, каде што меѓусебно си помагаме и каде што меѓусебно заедно преку помагање работиме за унапредување на сите во Република Северна Македонија. Повелете. Премиерот има ли договор за статусот на специјалното јавно обвинителство пред извештајот на Европската комисија? Јас верувам дека барем треба да направиме да го постигнеме договорот и да го објавиме, за да може после тоа и парламентот да го верификува. Зошто е важно? Заради тоа што и самиот извештај знаете дека ќе е позитивен, но не би требало да оставиме како држава било каква трага, аргумент на економскиот совет кој што е представен од земјите членки. Ќе се одлучува од страна после тоа на економскиот совет, на националните парламенти, на земјите членки кои што ќе го усвојуваат ваквиот извештај на Европската унија, да не дозволиме да имаме било каква дамка или причина за било кој, било што да одоговлекува. Затоа е многу важно. Знам дека диалогот тече, Министерството за правда го води процесот. Знам дека во одредени моменти некогаш има приближување, ајде пак некои детали ќе застанат, но процесот се движи кон успешно завршување. Јас мислам дека можеме овие денови, буквално до објавувањето на извештајето, тоа е 29-ти, да го заокружиме овој процес и двете условно да кажам страни, вградени во преговорачкиот процес, да објават дека е постигнат договор. Ќе одите за ова или сепак ќе продолжите? Ние преговараме со ВМРО ДПМН, се видовме со новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, се видовме со Алијансата за албанците, се видовме со БЕСА и со сите други партиципиенти и продолжуваме. Целта е да направиме консензус во парламентот. Верувам дека можно е да успееме. Премиере, закажате ли средба с господинот Ахмети во врска со метлата? Да, денеска во 16 часот ќе се видам со господинот Ахмети за промените во владата, заради тоа што се работи за луѓе професионалци за кои што зборуваме. И иако символиката дојде од зборот кој што го употребивте, сепак се работи за кадровски промени во извршната власт, за кое што секако ќе разговарам со нашите коалициони партнери. Денеска ќе разговарам со господинот Ахмети во 16 часот во владата. Ќе бидат опфатени министри од коалициониот партнерство, како тоа што рекла дека тие се задоволни од својата. Еве ќе дојде времето, ќе ги обелодениме сите детали. Зборуваме за ароганција, зборуваме за неисполнување на очекувањата на одредени институции и зборуваме за не мукаетност или можност да се постигнат очекуваните цели кои што граѓаните ги очекувале од одредени институции. Значи, зборуваме за личности, не зборуваме за припадници на политички партии или професионалци кои што се во владата. Сите оние кои што покажале слабост од ваков карактер, вредно е да се размислува да бидат променети со други луѓе. Во Австрија вчера се најавија најмалку 2, но знаете дека правилото на инвеститорите додека тие не објават, ние да не зборуваме за тоа, заради тоа што имаат процедури низ борд на директори, низ акционерски собранија на донесувањето на самите одлуки, тие нека ги објават. Неслучајно бевме во Австрија, Австрија е нашиот најголем инвеститор во нашата земја, веќе најавите се потврдија вчера, но верувам од самата конференција на Виенскиот економски форум ќе продуцираме дополнителна мотивација заради тоа што и како заголицавме можност некој да профитира тука, а ние да вработиме луѓе, да расте нашиот бруто домашен производ и да го зголемуваме извозот на нашата земја. Али пашината џамија во Охрид ќе ги исполните ветувањата на ИВАЗ или ветувањата на граѓаните за да Нема овде ветувањата на сите. На сите беа да седнеме и низ разговор да најдеме решение на овој проблем. Охрид е пример
на соживот. Охрид е типичен пример на ова едно општество за сите кое што денеска го зборуваме ове преку нацрт националната стратегија. Јас верувам дека низ диалог ќе ги најдеме решенијата, оти само низ диалог е возможно да се решат проблемите кои што некој пат се појавуваат поради одредена потреба на одредени заедници, одредени групи во општеството. Ова е сега типичен пример на верска потреба која што се јавува кај одредена група на граѓани. Само заедно можеме да ги решиме ваквите проблеми. Ќе продолжиме да разговараме. А не знаете дали ќе Институциите мора да се почитуваат, рековме. Секако низ разговор ќе се изнајдат начините како овој процес транспарентно ќе се затвори за потребите на сите. Албанската опозиција најавува услови за подршка на предлог законот за јавно обвинителство, како што се расветлува и на случајот Алфа, кај е осуден Реджа Ичерими. Очекувате нешто такво? Ние имавме средба со луѓето од албанската опозиција, и со господинот Зијадин Села и со господинот Билјал Касами. Реално зборувавме за сите детали на закон. Тоа условено со судски процеси никој не го бара, реално заради тоа што тоа не е под владата, не е ниту под парламентот. Може би сакале преку тоа да испратат порака до правосудниот систем за одредена барање на правичност или слично. Јас верувам како што стига по многу процеси и предмети правдата и по сите овие предмети кои што и албанската опозиција ги зборува, ќе се дочека правда транспарентна и јасна за сите. Благодарам. Министер, ќе продолжуваат ли средбите со ВМРО околу законот за јавно обвинителство, а со тоа и за статусот на СЈО? Премиерот е оптимистичен дека до извештајот на Европската комисија сепак има договор. Колку може да се смета дека се оптимистични ваквите најави? Значи, комуникација постои со сите и со ВМРО ДПМН и со другите политички партии. Се надеваме дека ќе се успее да се изгради консензус со почитување на принципите кои што ни се зададени од Европската унија, кои што се исто така многу битни за градењето на владење на право во нашата држава, така што се надевам дека веќе созрева свеста кај сите политички партии дека она што значи барање на амнестија не сме и не може да помине. Најавте дека ВМРО ДПМН пред една недела се повлекува од барањето за амнестија. Што има ново? Не, јас не сум дала изјава дали тие се повлекуваат или не, но нашето инсистирање да бидат застапени сите принципи на владење на право, а тоа значи да нема никаква можност за скриена амнестија, принципи од кои што не смееме и не можеме да отстапиме, бидејќи единствено закон кој што ќе содржи квалитетни решенија соодветни на стандардите на Европската унија е закон кој што ќе биде позитивно оценет. Се повлекува ВМРО од барањето за амнестија? Разговараме и мислам дека и кај нив мора веќе да се озрее свеста дека такво нешто не е дозволиво и не е возможно да се направи со закон. За истрагите значи дека прифати обвинител да си ги гледа доказите и да одлучува за нив. Значи ќе видиме околу формулациите, можни се решенија во кои што реално судиите се тие кои што ќе ги решат прашањата околу истраги, околу докази, околу се, согласно законот за кривична постапка. Значи разговараме околу користење на постојната законска рамка, решенијата кои што се во сегашниот закон за специјално јавно обвинителство, во сегашниот закон за кривична постапка и решенија кои што произлегуваат од праксата. Значи ние имаме веќе судски случаи во кои што имате користење на прислушкувани или снимани материјали кои што се користени во други предмети кои што не се поврзани со специјалното јавно обвинителство и тоа е во согласност со други закони, така што тука се водат тие дебати. Нова средба кога? Нема официјално закажана средба се уште, значи чекаме да добиеме повратен одговор од нив. Можно ли е за 2 дена да се реши тоа што со месеци не се реши? Многу работи во нашата држава се решавале во последен момент, така што се е можно.